Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Двајца градежни работници загинаа вчера во несреќа која се случила откако врснив паднал потпорен зид додека извршувале работни активности во тетовското село Шипковица. Од јавната установа Национален парк Шар-планина апелираат на крајна внимателност на граѓаните кои се движат на територијата на паркот, поради зголемена опасност од настанување пожари како последица на високите температури. Мечка истрчала на регионалниот пат Тетово-Јажинце, при што била усмртена на лице место. Двајца градежни работници загинаа вчера во несреќа која се случила откако врзнив паднал потпорен зид додека извршувале работни активности во тетовското село Шипковица. Според информациите што ги објави СВР Тетово, загинатите се 63-годишник од тетовското село Селце и 50-годишник државјанин на Република Албанија. Несреќата ќе испитува основното јавно обвинителство. Двајца градежни работници загинаа вчера во несреќа која се случила откако врзнив паднал потпорен зид додека извршувале работни активности во тетовското село Шипковица. Според информациите што ги објави секторот за внатрешни работи Тетово, загинатите се 63-годишниот АА од тетовско село Селце и 50-годишниот ДЖЦ кој е државјанин на Република Албанија. 63 годишен жител на тетовското село Селце и албански државјанин на возраст од 50 на години се здобиле со тешки телесни повреди од кои починале на самото место. Лекари од итната медицинска помош, која веднаш била повикана, констатирале смрт кај нив. Јавен обвинител од основното јавно обвинителство извршил увид на лице место во Шипковица. Издадена е при тоа наредба за обдукција на телата на починатите, а јавниот обвинител од основното јавно обвинителство Тетово наредил да се обезбеди и целокупната документација од правниот субјект кој ги ангажирал работниците, како и документацијата од општината поврзана со изградба на зидот. На лице место бил повикан и државниот трудов инспекторат кој ќе изготви извештај. Во насока на утврдување на причините и проверка на целиот настан се испитуваат повеќе лица, дополнуваат од обвинителството. Од јавната установа Национален парк Шар-планина апелираат на крајна внимателност на граѓаните кои се движат на територијата на паркот, поради зголемена опасност од настанување пожари како последица на високите температури. Од установата потсетуваат дека на територија на паркот е забрането да се палат огнови и дополнуваат ако забележат пожар истиот веднаш да се пријави. Високите температури кои периодов ја зафатија територијата на нашата држава носат зголемена опасност од настанување на пожари на отворен простор и шумски пожари. Поради тоа од Националниот парк Шар-планина апелираат до сите граѓани на зголемена будност и мобилност, со цел да се спречат несакани последици. Оттаму потсетуваат дека на територија на Националниот парк Шар-планина е забрането да се пали оган на отворен простор. Исто така дополнуваат да не се фрлаат пластични стаклени шишиња, да не се врши палење на отпад и друг горлив материјал и да не се фрлаат од пушоци од цигари и до горчиња. Истовремено, доколку граѓаните забележат пожар, истиот може да се пријави на телефонскиот број 112 во Центарот за управување со кризи, велат од Националниот парк Шар-планина. Со апел се огласи и територијалната противпожарна единица Тетово, која упати апел до граѓаните да внимаваат деновиве кога температурите се високи поради опасност од пожари. Тие велат дека граѓаните треба да внимаваат каде ги фрлаат цигарите, бидејќи често е виновен човечкиот фактор. Апелираме до граѓаните на општина Тетово и другите рурални општини кои гравитираат кон општина Тетово да бидат максимално внимателни во овој временски период
имајќи ги предвид штетите што може да ги предизвика појавата на пожарите во природата, но и во зградите. Апелираме и до земјоделците и до туристите на отворено да не палат оган и да не фрлаат цигари, бидејќи мала искра може да предизвика голема катастрофа на овие високи температури, изјавија од територијалната противпожарна единица Тетово. Инаку земјата се соочува со високи температури во последните денови, поради што владата пред неколку дена усвои низа препораки за заштита на здравието на граѓаните кои важат до утре. Мечка истрчала на регионалниот пат Тетово-Јажинце, при што била усмртена на лице место. Лишени од слобода тројца малолетници од Тетово и Тетовско затоа што кај нив била пронајдена марихуана. Лишени од слобода уште 2 лица и кај нив била најдена дрога. Во билтенот на МВР регистрирани и 2 пријави за каснување од бездомни кучиња. Еве ги деталите. Во СВР Тетово е пријавено дека се случила сообраќајна несреќа во која учествувале 2 патнички моторни возила Volkswagen Golf со скопски регистарски ознаки, управуван од БШ 60 години од Доброште. Volkswagen Туран со тетовски регистарски ознаки управуван од НГ 39 години од ТРЦ и диво животно мечка. Мечката е усмртена на самото место. Двајцата возачи пак се здобиле со телесни повреди констатирани во клиничката болница Тетово. Вчера во 21 часот и 20 минути на улица 120 во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода тројца малолетници од Тетово и Тетовско, затоа што кај нив била пронајдена и одземена марихуана. По документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок. Ноќеска 10 минути по полноќ на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово ги лишиле од слобода ЕФ 21 година и ЈМ 18 години, двајцата од село Добридол, затоа што кај нив била пронајдена и одземена прашкаста материја. По документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок. Ноќеска 50 минути по полноќ во СВР Тетово, АЛ 62 години од Тетово, пријавила дека на улица Ѓурче Петров во Тетово била касната од куче скитник. Вчера во 22 часот и 20 минути во полициската станица Гостивар, ЕК 44 години од Велес, со живеалиште во Гостивар, пријавила дека на улица 101 во Гостивар исто така била касната од куче скитник. Во рамките на законски детерминираната соработка на СВР Тетово и локалните самоуправи на подрачјето, во изминатите 6 месеци од годинава на Тетовското подрачје биле адекватно санкционирани 2964 прекршоци кои се однесувале на непрописно паркирање. Во координација со Тетовската локална самоуправа пак со ПАЈАК службата во првото полугодие од годинава подигнати се 2382 погрешно паркирани возила. Во рамките на законски детерминираната соработка на СВР Тетово и локалните самоуправи на подрачјето, во изминатите 6 месеци од оваа година на поширокото Тетовско подрачје, најмногу во Тетово, биле констатирани и адекватно санкционирани 2964 прекршоци кои се однесувале на непрописно паркирање, а кои биле соодветно заокружени со 1491 платен налог, 755 барања за поведување на прекршочна постапка и 1473 опомени. Покрај ова, во координација со Тетовската локална самоуправа, со ПАЈАК службата во првото полугодие од годинава пак биле подигнати 2382 непрописно, односно погрешно паркирани возила. Во периодот за кој станува збор од областа на сообраќајот до СВР Тетово, биле поднесени 14 барања за добивање согласност за измена на сообраќајниот режим, од кои само едно не е позитивно одговорено, бидејќи целосно не биле исполнети законските услови за тоа, а кое се однесувало за зонско паркирање на улицата Видое Смилевски Бато во Тетово. Во 6 месеци исто така до СВР Тетово, односно полициската станица Тетово, на барање од локалната самоуправа биле дадени 23 асистенции, додека поради непочитување на законските одредби во врска со определениот рок за поднесување на барањата 3 асистенции не се одобрени.
Секторот за внатрешни работи Тетово и во наредниот период ќе продолжи со конкретна соработка со сите локални самоуправи на подрачјето, не само на сообраќаен план, туку и за реализација на други секојдневни потреби и проблеми во интерес на граѓаните, превентивни, информативни, едукативни и слично. Од 17 часот на 15 јули до 17 часот на 16 јули секторот за внатрешни работи Тетово воведува посебен сообраќаен режим од и кон мијачкото село Галичник, а во кој ќе се одржува традиционалната манифестација Галичка свадба. Од 17 часот на 15 јули до 17 часот на 16 јули секторот за внатрешни работи Тетово ќе воведе посебен сообраќаен режим од и кон мијачкото село Галичник, а во кој ќе се одржува традиционалната манифестација Галичка свадба. Во овој период во селото ќе може да влегуваат само возила со посебни пропусници, додека сите други гости и посетители, нивните возила ќе треба да ги паркираат на стадионот во Галичник или на ливадите од двете страни пред стадионот. Минибусите и комбињата ќе треба да се паркираат на споредниот пат за соседното село Лазарополе. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до сите оние кои на манифестацијата Галичка свадба ќе дојдат со возила или минибуси и комбиња, да се придржуваат на наредбите и насоките од полициските службеници и да не ги оставаат возилата надвор од предвидените места за таа намена. Се апелира исто така целосно да ги почитуваат и сите сообраќајни правила и прописи и јавниот ред и мир, со што ќе придонесат за успешно одржување на оваа традиционална и надалеку позната манифестација, велат од СВР Тетово. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте и имајте пријатен викенд.